А сега во студиото го имаме нашиот Стевица Ристич, докажан фудбалски репрезентативец и една богата играчка кариера. Стево, добре дошли. Боле ве најде. Како се чувствуваш, следиш ли светско првенство? Следим колку могу. Ове углавном прве утакмице гледам, други неку репризу, куватим, хайлайтс. Углавном све пратим. Барем во првиве 3 дена од светското првенство имаше ли малце неочекувани резултати, барем од она што ти го види? Или не те изненадија некои резултати што можеби обичен гледач би кажал леле како? Па искрено не ме изненадија, искрено мислам дека во овој групни фазе ќе биде уште многу изненадувања. Прво затоа што е такво првенство као што јесте, пуно групи, пуно репрезентации, 40 дана треба да трае првенство. Играчи су уморни, тек сад су завршила првенства, плюс грото играча што су таму су играли или финале Лиге шампиона, или финале Конференц Лиге или Лиге Европе, така да су они без одмора дошли на тоа светско првенство. И плюс временска разлика измеѓу Европе и Америке, значи њима е све пореметено, ќе им треба едно, зависи како коме, али едно 15-20 дана минимум да они влезат во тој ритам. И ако примечувате европски репрезентации играт доста лошие него што играт тамо амерички и ови други на свој терен тие што се така. Затоа што њима треба опет све е другаче, кога ти едноставно немаш добар сан, немаш правовремену храну, затоа што Регенерација. Све биче доста изненадувања, поготово во овој групна фаза. Така, кога ги нема ниту Македонија, па ни Србија, може ли да извоиме Јужна Кореја како твој фаворит за повисок дострел, можеби не, но една како омилена на ова натпревар? Земја во која што остави доста длабока голгетерска трага. Секако ја сакам Кореја, сакам земја која живеев, играв 9 години, како да навијам за Србија, за Македонија или за нека наша балканска земја. Они су редован учесник на мундијалите, земја која има своју стратегију, земја која из година у годину из светско првенство напредуе, игра све лепши фудбал, све бољи, имају добру националну стратегију, стадиони су им добри, инфраструктура одлична, така да ја мислим како иду мундијали следеći биće све бољи и бољи и они поготово ови афрички репрезентации, тоа ќе бити све изjednačenije и изjednačenije. Ве прашавме уште на стар за Јужна Кореја, со оглед нели на емотивноста која сте врзани таму, гледаме дека и следите, а и уште се потпишува и по социјалните мрежи никад сте во Кореја. Дел од групата А, победа 3 бода против Чешка, колку очекувано или И другите два ривали дали се померка, еве Мексико и Јужна Африка? една интересна група? Ја мислим да е тај доста изjednačена група, велика победа наравно за Кореја во тој надпревар. Сега влагаш со 3 бода, веќе со една нога си прошол групу. Имаш репрезентации со кои можеш да играш фудбал, но кои ниси аутсайдер, чак што више можеш да завршиш први у групи, па да имаш полесан жреб за наредно утакмица. Мислим дека окей, Чешка nije нека од оних топ 10 репрезентации, опет се пласирала и тамо кроз бараж, ако ме добро служи памćење, така да мислим да е заслужено Кореја победила, да е била bolji tim, da su znali šta hoće i golovi stvarno su prelepi što su dali iz jednih izrađenih akcija. Tako da biće teško svakoj reprezentaciji sa Koreancima na ovom prvenstvu. Многу големи очекувања, веќе сега барем и според кладилниците, и според навивачите, и според сите оние кои што следат светски првенства, има пред се од Франција и од Шпанија и некако од втор ред Португалија и светскиот првак Аргентина. Дали ги гледаш на истиот начин овие поредоци или има и тука некој фаворит, например Германија и Англија се спомнуваат, ама некако овие? Така е.
Нормално е да сви очекуju највише од Шпанија и Француска, пошто они имају најквалитетни играчи и најквалитетни су играчки. Сад, како што реков на почеток, 40 дана е првенството. Дали сите ќе бидат здрави до тих важних утакмица? Како ќе се снајдат? Кој ќе им се падне четвртфинале, осмина финале? Ту одлучува една утакмица, еден момент и све може да се деси. Мени, например, лично е фаворит Англија. Така. Имају Хери Кейн кој е у врхунскoj форми, имају играча кои играју на врхунском нивоу. Така да ја би волео да буде, например, Англија светски првак. Нормално Аргентина е фаворит, они су важечи светски прваки, играт на свој континент и ќе имат огромна поддршка тамо. Шпанија и Франција опет другачи стил на игра. Франција која игра директен фудбал под кината лопта, нападају дубину, а Шпанија со посед, Мене се више свиѓа и више волим ово француски стил, пошто мало ми е досадно то врти, држи, али окей. А Португалија со Роналдо? Веќе има некои коментари од она што го следиме на социјални мрежи, од извадоци од пријателските мечеви, дека Португалија изгледа многу потечно во играта без Роналдо. Колку има вистина во тоа, или Роналдо е еден на пријателски, ама друг е на големи надпревари? Па јесте, Роналдо може да реши сваку утакмицу со едним потезом, али Роналдо више у модерен фудбал тражи трчање, тражи игра у два правца. Он игра у едном правцу, nije više to taj Ronaldo od pre 4, od pre 8 godina. Mislim da ima boljih napadača u Portugalu od njega, trenutno, ali ti ne možeš, ni jedan selektor ne može da ne povede Ronalda na svetsko prvenstvo ili Neymara ili Mesija. To su igrači koji jednostavno... Da, gledamo i Neymar povredan, ama pak je tuk. Ama ti da ga ne uzmeš opet, javnost, kako objasniti zašto nisi uzeo Neymara ili zašto nisi uzeo Ronalda, a može da igra. Mislim da je bolje da ga stave u neki sistem, da on vlaga zadnjih 30 minuta, zadnjih 20 minuta gde može da da taj neki maksimum na tom nivou. Токму тука ќе се види и големината на тренерите, како ќе ја дефинираат играта и како ќе ја врзат врз големите играчи. Така е. Турција беше еден од оние тимови од сенка што ги споменувавме, квалитетни играчи, група која што не е претешка, ајде да кажеме. Меѓутоа, првата утакмица со Австралија, пораз 2-0, и тука рамо до рамо со Турција многу ја ставаат Норвешка. Халанд, Сорлот, позади фудбалерите голем дел во Премиер лига во Шпанија играат. На што мислиш дека се должи овој пораз на Турција и може ли, еве пак доаѓаме до тие европски екипи и ниното прилагодување, многу европски екипи таа групна сеча да не ја поминат? Па слушај, Турска, опет и они су се едва пласирали на ово светско првенство кроз бараж. Нису они исто тие репрезентации кои су топ европски репрезентации. Да, имају огроман потенцијал, али имат доста млади играчи. Ја мислим дека Турска, ако сви ти играчи кои су сад тамо наредних 4 година играју у континуитет у тим клубовима каде играју, мислим да следно светско првенство ќе бидат едни од топ 5-6 фаворита. Так. А сега се доста неискусна репрезентација, доста млада репрезентација, полетна, да, они ако ти дају еден гол могу да ти дају 4-5 као што су дали Македонија, али опет Австралија, играш со Австралија која исто има континуитет играње светског првенства и Австралија која скоро свако светско првенство проđe група. Така да мене nije изненаđenje, јас сум мислил да ќе да буде нерешено, али видим 0-2. Австралија од 5 шута 2 гола даде, Турција од 30 не даде ни еден. Тоа е стил кој Австралија ga игра со години на еден прекид, на една шанса, на една контра да те ухвати. Ама фаќаат. Ама да. Од селекциите вака што ги издвојуваме, би сакал да споменем уште за две, во регионот Хрватите, исто имаат више некој континуитет така во подоцнежната нокаут фаза и тука се французите кои се со победнички менталитет. Што очекуваш од овие две селекции, до кај може да догураат ова светско?
Па добро, Французи су играли прошло првенство финале, пред тога су освоили, јел тако? Така. Значи тоа е репрезентација коju сви сматрају за главnog фаворита и ово светско првенство. Нема шта да причамо за ту репрезентацiju која има Мбапеа и дружину около njega. Ако их сложи добро тренер, ако им крене, они могу сваку репрезентацiju лагано да добiju. Сад тамо пише се да има доста несугласица у екипи, дека има проблема, ќе видиме како ќе тргне тоа, како ќе се среди. Што се тиче Хрватске, мислим да е зенит хрватскog фудбала било прошло светско првенство, где су ти неки играчи као Модрич, Rakitić и други били на врхунству своје кариере. Сад Модрич више, мислим да му е последње светско првенство, ќе видиме колко и он ќе може да тој репрезентацiji. Знае се да е он срце на таа репрезентација и буквално око njega се врти све. Ali reprezentacija koja iz godine u godinu, iz prvenstva u prvenstvo stalno uspeva da stigne do same završnice. Imaju tu neku kulturu, imaju tu neku draž, imaju rezultate jednostavno. Kako i da igraju, oni će projdat grupa, će projdat 16-tina, 8-mina finale i eto ih u polufinale. Сега баш кога спомна култура на играње, ја спомнавме и Кореја во таа конотација. Кореја и Јапонија од во светско првенство се подобро играат. Меѓутоа, од азискиот континент, арапските азиски земји не го следат тој тренд. Што е тоа што ги издвојува, ајде вамо на островите, на полуостровите Јапонија и Кореја во таа фудбалска култура и размислување, а што го немаат, например, Иран, Саудиска Арабија? Jednostavno mislim da su radne navike. Vamo ovaj arapski svet, to su uglavnom bogataši, uglavnom igrači koji nisu naviknuti na toliki rad, dok su vamo Koreja, Japan, radnici, on od jutra do sutra bukvalno je na terenu, njemu da kažeš 3 sata ćeš samo da trčiš, on će da trči, a ovaj kad ti dođe sa Lamborghinijem, BMW-om na trening, kako njega natrčati? Или пак овие други Трча со кола. Така е, буквално. Се превише оптеретени со политичките действија и војните што им се случуваат во околината, па можеби не може многу да размислуваат на А јас сум играл и таа Азијска лига шампиона и знаеш, док сам био у Кореи, лако нам е било кога играме со Арапи. Так. Лако нам е било, тешко нам е било кога играш со јапонци. Со јапонци, кога играш со аустралци кои су чврсти, тврди. Док овие Арапи, они нешто на лепоту, на ово нема пуно трчања и ти njih задњих 30 минута добијаш на снагу, буквално. И ако погледаш и ове репрезентации, сад Катар, оно што е одигрao sa Швајцаријом, то nije фудбал, они су играли да не приме 5 гола, на крају су узели bod ни криви ни дужни, ali njihova reakcija po ta odzemena topka, gde oni ni ne pokušavaju da naprave kontranapade, samo izbijaju loptu. Ne vidim kako oni mogu nekog da pobede na ovom prvenstvu. Колку мислиш дека има врска, игра, улога тоа што еве на пример Саудиската лига, многу звезди, страшни фудбалери дојдоа. Дури знам дека многу аналитичари викаат дека Ал Хилал и Ал Насер на средината во премиер лига би биле барем според имињата. Меѓутоа дека тие играчи им го јадат местото на домашните играчи, а дека Кореја и Јапонија нон-стоп имаат и своји играчи кои што се во лигата топ. Знаеш како у Кореји и у Јапану, ја мислим да могу максимум 5 странаца. Не знам како е вамо мислим да у Саудиска Арабија могу 8, али 5 можеш да региструеш само за ту Азијску лигу шампиона. Ali ti stranci što igraju, na primjer, sad u Saudijskoj Arabiji, to je nerealno. Ti novci koji se daju za njih, to su nerealni novci. Premier ligaške ekipe ne mogu da plate tolike plate i sve, zato igrači idu tamo. Napravljen je taj marketing, razumeš, ljudi imaju para i hoće da naprave veštačko neku ligu. Jedno vreme su počeli Kinezi, nisu izdržali dugo, 2-3 godine, ko se sećate. Sad je to Saudijska Arabija. Ne znam koliko će to da traje, daj Bože da traje što više,
пошто фудбал и новац иду заедно. Така и затоа верувам се лажат сега, ако порано пред известно време и неколку години одеа оние што се фудбалери пред пензија, сега сведоци сме и на помлади фудбалери дека се префрлаат во лигите и више го губат оној сјај на европско тло, верувам поради парите и гламурот. Па знаеш како, фудбалски век е кратак. Као фудбалер имаш максимум 10 до 12-13 година где можеш да играш на врхунском ниво и да зарадиш неке новце. После или ти остае да будеш тренер или неки менаџер или да работиш. Ако ниси зарадио те новце да можеш да живиш и да уложиш у неки бизнис. И онда играчи гледају да у тих пар година зараде све да си имају лепу пензију. Така. Никад да се вратиме малку и пак на светското првенство. Имаме уште една селекција, нели, Босна и Херцеговина дел од групата Б, имаме инсерти, нели, од надпреварот или тие подоцна ќе ги пуштаме? Тие ги гледаме нешто подоцна. Кога сме кај светското првенство, сакав баш една тема што сакав да ја наметнам на почеток, меѓутоа не однесем моветот на друга страна. Мислиш дека е преголемо светското првенство со 48 репрезентации, дека малце тука некои репрезентации како да не се за тука, ама па контрааргумент дека баш некои репрезентации што тешко добиваат прилика, сега ќе изведат максимум од себе. Ја мислим да е добро што има толку репрезентации, мислим да е добро што трае 40 дена, зашто прошло светско првенство си има увек по едну групу смрти. Каде ќе се паднат, лупам сад, Франција, Енглеска, Па и по 3 фаворита може. 3 фаворита, 4 и сад некој од тих фаворита ќе испасти још у групни фази. Сега углавном свака од тих репрезентација водечих ќе прочи групу. И има еден период где ќе се тие играчи уиграти, где ќе они направите еден континуитет од 3, 4, 5 утакмици са пријателјски утакмицама, где су они више 20 дана заедно. Так. И онда ти долазе ове утакмици кои су елиминационе, где свашта може да се деси. И за мене, како што кажав и порано, светското првенство ќе почне од елиминациона фаза. Значи, тука сите репрезентации мора да су на максимум и тука секој нема простор за грешки веќе од ова е прво светско каде што ќе видиме и 16-на финале пред 8 на финалето. Еве пред да поминеме на онаа содржина да го побараме нашиот колега кој што се наоѓа во Бостон, уште едно кратко прашање. Дали е поголем притисокот кај големите репрезентации кога играат со еднакви на себе или кога играат еве со некој помал? Затоа што ако сум јас Франција, дали повеќе ми е страв да не кикснам со Хаити условно кажано или кога ми излага на црта некој Бразил или некоја Шпанија? Па слушај, кога играш со репрезентација која е на твом нивоу, ти излезеш да играш и да се свашта може да се деси, и да изгубиш не е срамота, и да победиш е успех, ал ти ако изгубиш од Хаити или од лупам Катар, кикснеш со нима, онда разумеш и новине, и јавност, и притисак свих е многу веќи. И значи теже се играју те утакмице, где таа екипа седне доле у неки блок, брани ти се, ако направи неку контру да ти да гол, после играју на тај резултат, нема ни лепоте. Да. Мени, например, јуче била она утакмица фантастична, Бразил и Мароко. Но првише се тактизираше. Може би не е тој допадли фудбал што сме навикнати да го гледаме и оние возбудувања што ги носат головите. Дали ќе се сложиш дека со оглед ова се што го анализираме, дека ја нема веќе таа допадливост и возбуда како што имаше порано, сега повеќе се тактизира се поради тој подолг распоред и повеќе надпревари и пресудна можеби ќе биде и долгата клупа. Па да, долга клупа ќе биде дефинитивно пресудна, ал знаеш како, прве утакмици се увек најтешки утакмици. И ово прво коло за сите репрезентации е оно стресно. Мислим веќе во второ коло и трето коло ќе има више и голови, и поубави надпревари, поготово на ова 4 домаќина кои
кои се, разумеш, нима е јако тешко, та прва утакмица Мексико мораш да ја добиеш, дома играш пун стадион, разумеш, притисак голем. Америка стварно одиграла еден фантастичен надпревар где ја доказала и ја мислим дека ќе гурат они до четвртфинале, полуфинале, ако играју овако кој што играју. Така да Со оглед дека си ко домаќини ја имаат поддршката. Да провериме само со режијата, така уште малку ќе почекаме на вклучувањето на колегата Мејалче Дургутов, во меѓувреме си продолжуваме ние со нашиот разговор. Еве, зборувавме малце за азискиот фудбал, меѓутоа американскиот исто страшно напредува, лигата станува се поатрактивна, еве го Лео Меси е тамо, Жиру беше тамо, сега и Томас Милер и тие се полнат со звезди, меѓутоа репрезентативниот фудбал не само што не им трпи, туку е баш спомнавме американците исто од светско во светско се посериозни имиња и се посериозни резултати. Па слушај, американци веќе дужи период покушају да направат ту МЛС лигу сериозно. Нима нису проблем финансија, нима нису спонзори проблем. Они финансиски могу да изгурају било какав проекат и било какав клуб и да доведу било ког играча из Европа и света. Дали ќе успети да направат ту озбилну лигу или не, ако се уклучи човек можемо да... Да, доврши слободно, ќе го вклучиме. Мислим дека ќе направат они топ та лига, ако сакат, а тие играчи што им играат по Европа, играат у големи клубови, играат на озбилном ритму и затоа им е и таа репрезентација, како се зове, квалитетна и имају огромна земја. Они могу да изаберу 30 играча од толка земја, ќе најдеш. Проблем е ти од Македонија да најдеш 30 добрих играча. Да. Пресезона што следува, да видиме кои надпревари се, па накратко да прокоментираме со гостинот графички прикази ако имаме. Па така спремни. Така. Вечерва веќе два надпревари ни следат. Едната токму азиска репрезентација, Холандија против Јапонија и Германија против Курасао. Да ги прокоментираме барем овие денешниве два најтазе што ни доаѓаат. Па, реално си очекува Германија дека лесно ќе победи. Јас искрено и верувам дека тоа така ќе биде, зашто Германија игра стално исто. Таква им е култура, таква е држава и они свака утакмица играју на максимум. Против себе еден тотален аутсайдер, нели дебитант. Така е. Не знам ни еден играч таму што игра у таа репрезентација, така да не знам шта можеме да очекуваме од нив. А ова утакмица мислим дека ќе биде права и баш убава за гледање. Холандија, Јапонија, мислим дека може да ни понуди многу голови. Мислим дека Холандија ќе победи, али нема да ја биде лако. Така да Холандјаните неколку години малце се мачеа со склопување на респектабилен состав, од кога се пензионира Ван Перси, Ван дер Варт, така, 2014 мислим дека они стигна 10-та финале и 14-та освоија бронза. Така, и од онда се смени таа генерација и онда многу е тешко кога менјаш генерација. Они има еден период од 5, 6, 7 години каде не може ни Ајакс, ни ПСВ да избацат некој квалитетен играч. Тоа се најдобра школе во светот за млади играчи. Кога една Холандија не можеше тоа да направи, тогаш на нас маливе ни е још потешко. Али видим сега прават полако респектабилен состав. Мислим дека ова година можат и они да се умешат горе. Па и според букмекерите се една од топ 10 репрезентација, никад си оној аналитичарот. Да, аналитичарот ги предвиде и светски прваци дека ќе станат. А 3 поред има погодено, нели, кои... Па пази, они имат одбрана јако чврста со Ван Дајк, имат према напред со исто увек они опасни, тако ако су сви здрави, ако уđу неки добар ритам, могу да се умешају до краја у борба за титула. Така. Да загребеме малце околу домашните обврски и домашните размислувања на Стевица Ристич. Мислам, кога велиме домашните, оние кои се однесуваат на нашиот македонскиот фудбал. Така, Стевица важи за една висока функција во фудбалскиот клуб на Силекс.
Силекс оваа година ќе игра во Европа. Честитки за освоениот куп во наше име. Така е. Каква е ситуацијата моментална? Се крчкали ростерот? Ќе имаме ли што да видиме на европска сцена лето? Па ние полако го комплетираме ростерот. Донесовме 3-4 играча. Преговори сме со још 2-3 играча да се комплетираме за таа утакмица. Утре или задутро ќе биде жреб. Ќе знаеме со кого ќе играме. Утакмиците се на 9 и на 16 јули. Ние направивме една убава приказка со Александар Васовски, кој е тренер на Силекс. Прошла година се боревме до задње коло за титула. Завршивме втори позади Шкендија, ова година освоивме куп. Гледамо напред за следна година, сакаме пак да се умешаме у борба за оба трофеја. Мислим дека ќе направиме добра екипа, имаме лепа поддршка од нашиот газда, собственик Горан Иванов, кој веќе 25 години е спонзор на овој клуб, кој е човек кој дава своји лични средства во македонски фудбал и кој е максимално сериозен и оран да будеме шампиони у наредних пар години. Еве од ова што го кажуваш, Силекс има континуитет на добри резултати. И овој освоен куп не е случаен. Силекс е нон-стоп горе, дали во купот, дали во првенството. За жал имаме примери во нашиот фудбал каде што клубови се гасат, испаѓаат, се расформираат. Што е клучно на сите нивоа за еден клуб да функционира вака, да има успеси кои што ќе си се влечат сезона по сезона еден со друг и никој да не размислува дали утре ќе се изгасне клубот. Па ние имаме јасна стратегија, имаме стабилен спонзор, имаме сигурни средства, навремени средства, имаме спортски сектор кој ја водим, имаме стручни штаб кој ради максимално професионално. Ние ова година имавме 5 репрезентативца, 2А и 3 за млада репрезентација. Се работи максимално професионално, максимално озбиljно. Играмо можда задних 2 години и најубав фудбал у Македонија. Затоа е наравно најзаслужен Васовски со негов стручни штаб. За одабир на тие играчи сум можда јас најзаслужен и за финансии е газда најзаслужен. И онда кога ќе посложиш све, кога се работи како треба, успех мора да доđe, разумеш? А сад имаш клубови зашто се гасат, дали се повлече спонзор, дали касне средства, дали има неки други проблема, тоа су епизодни улоги со една јасна цел. За тие можеби во некоја друга емисија спомена играчкиот кадар дека вие сте еден од најзадолжните, па каде најмногу се вложувате во домашниот фудбал, барате, скаутирате таленти, се движите во регионот или можеби ќе биде пресудно и некој странец да изненади? Па ја углавном имам наше Балканце, Така. затоа што су највише и веруем у нив, они су слични као што смо ми, така да углавном Србија, Босна, Хрватска, играчи од таму доносим затоа што су они ментално као што су македонци, лако се прилагоде овде, добри су играчи. Наравно имамо и наши македонски играчи, као што споменав, имаме 5 репрезентативца, имаме деца која тек треба да надојдат, кои су потенцијални репрезентативци и млади репрезентативци. Така да со тоа сме максимално сериозни и максимално гледаме да искористиме секое дете кое сака да работи и сака да успее. Значи, ништо не е нити до мене, нити до Васовски. На секој играч сам треба да се бори и да си го заслужи место на тој терен. Кога зборуваме за млади таленти, неизбежно е да ве прашаме и за вашиот син Стефан. Еден од најзборуваните таленти во нашата фудбалска едност, затоа што во младинските категории прво Македонија Ѓорче Петров сруши знајни и незнајни рекорди во младинските селекции, нели? Младински репрезентативец во тие U16, U15, ако не се лажам, сега е на 16 годишна возраст некаде. А тој успешен пат го продолжува и во Белградски Партизан.
колку има ваше влијание и ваше, ај така да кажеме, мешање во неговата кариера и одлуки? Па нема мешање од мене во негови одлуки. Јас можам да му дам савет и да му кажем што јас мислим, што е подобро за него, како да игра, што да прави. Углавном за све одлуке кај ќе игра, он доноси сам. Значи, он е одабрал сам Партизан, имало е 4-5 опции где да иде, он е рекол сакам да идем у Партизан. Јас го ставив у авто, го однесох у Партизан и го оставив. Исто тука у Македонија, значи има свог тренера, има индивидуалnog тренера, ја му чак нисам индивидуални тренер, иако игра исту позицију као ја, јел однос отац и син треба да остане отац и син породични, ово е работа која он сака да ја работи, која воли да ја работи, мислим да е велики талент, дали ќе биде велики играч, време ќе покаже. Добро, ова е убава тема, бидејќи во јавноста секогаш нели се зборува еве мамини, татини, синови, нели ќерки полесно можат да просперираат, но дали е така? Можеби талентот е пресуден, да ќе го наследи, услови може ќе му обезбедите, но трудот, работата, карактерот, тоа е нешто што некој може би притисок од името на родителот. Така е, јас затоа можда и затоа највише сакав да он оде у друга земја, да се сам бори за све у животот. Јас сам се сам изборил за све што сам направио, никој ми не е помогол ништа, нити е играл за мене фудбал. И јас му кажем, јас можам да те одвезем ако треба на Марс, али како се зове, до капије на терен те оставljam, тамо све е на теби, како играш, како тренираш. Знате, фудбал е јавна работа и све се гледа. Значи не можеш ништо да сакриеш, значи сви гледају како играш, како се понашаш, како работиш, дали имаш таленат. Таленат е 10 или 15%, осталих 85-90% е работа. Работници успевају, таленти доđu до едне тачке и онда иду да работат нешто друго ако нису сериозни, ако нису посветени. Така, и статистиката секогаш говори на теренот, тоа може да се гура колку сака, нели, еден играч фудбалер, но квалитетот се покажува, нели, видлив со гол око. Знаеш како, има родители кои своје неке неуспехи или неки комплекси сакат да остварат преко деца. И по секоја цена сака да им деца буду успешна и да им деца буду следеќи Меси, Роналдо или не знам ко. Тоа е лошо влијае, нели, јако е тоа тежак пут и тоа е, верујте ми, од 100% деца кои почињу да тренирају, научно е доказано да само 2% постају професионалци, само 1% од тих 2% успевају да зараде новци, да не морају после тога да работат. Така да, дали ќе биде спортиста, професионални или не, тоа само Господ знае. Пред да се испратиме и да се посакаме се најдобро како на вас, така и во кариерата на вашиот син Стефан, едно прашање кое што ќе биде увертира во нешто што ќе го видиме малку подоцна. Што мислите за репрезентацијата на Босна и Херцеговина, до каде може да оди на ова светско првенство, особено што се потрефија резултатите во првото коло, а Босна има добра плејада на играчи? Па мислим недалеко. Ја би волел да иду далеко, зашто ја навијам за Босна ово светско првенство. Тоа е фактички наш народ, они имају страшну, како се зове, емоцију, публику. Јас сум одушевљен како се они тај бараж прошли и атмосфера са нама кад се играли са Македонијом. Али мислим да немају искусни играчи и да немају играчи кои могу направити разлику на овом светском првенству. Дај Боже да грешим, тоа е моје мишљење. Имају перспективни млади играчи кои тек треба да надоđу. Реално ово крило, заборавив сум како се зове десно крило. Алајбеговиќ? Да, Алајбеговиќ. Мислим да е он... Барјактаревиќ, тие се крилата. Да. Мислим да су нив двојца велика перспектива европскog фудбала. И мислим да ќе играти у великим клубовима. Но ако ништо друго имаат сили барем да поминат, нели, во наредната фаза Тоа со секако, на групата. Иако на почетокот има малку бледа игра со домаќинот Канада, но им следува надпревари со Швајцарија и со Катар.
Па они дадоа гол на време и онда некако као само да чека да заврши надпревар, дури кога има посет, брзо го губеа посет и после се спашава. И поред таква игра они има зицер за 2-0 каде може да ја завршат утакмица и со таа 3 бода мислим ќе решеа све у група. Вака им остае голема борба. Јас верувам дека ќе успеат, ама кога ќе дојде утакмица за елиминација, мислим дека тука ќе биде јако Ќе тешко. фали искуството. Така. Така. Стевица, останува да ви се заблагодариме, да ви посакаме успешно лето со Силекс, па и убави денови во наредната сезона во македонската елита. Хвала. Така, фала и од мене и од целата наша екипа, а ние во меѓувреме гледаме едни интересни содржини, а тоа е како нашите сограѓани во Македонија од бошњачката заедница го прославија голот, резултатот и првото издание на ова светско првенство на Босна.